Петра Стојанова е напатена 50-годишна жена која детството го поминала во струмичкото село Барбарово. Нескладниот однос на незините родители ќе направат таа и незините браќа и сестри да живеат лошо уште од детството. Млада останува без ниту еден родител и оттогаш минува низ тешки животни лавиринти. Па еден ден Петра одлучува да замине во соседното село Сушица и таму да си ја побера среќата. Среќата и се насмевнала, еден пријател на незиниот дедо ја вдомува во неговата стара куќа каде минала цели 5 години. За жал и таа куќа ќе се распадне, па Петра останува под ведро небо. Се додека еден соселанин кој работи во странство не се сожалил и купил стара трошна куќа колку да не испие на улица. Во куќата немало ниту вода, ниту струја, па зимата таа ја минала премрзната. А Петра е сериозно болна и минала низ тешки операции последната година за да си го спаси животот. Денес со минимален социјален приход кој стигнува едва и за лекарства и за пат до болница во Скопје, таа ги минува тешко деновите. Сепак се надева дека ќе успее да ја победи болеста и со помош на добрите луѓе да го среди домот, но и дека ќе има сигурно парче леп во денот. Денес се наоѓаме во село Сушица, Струмичко. Не побара Петра Стојанова, која што веќе подолго време има потреба од нашата и ваша помош. Таа живее сама, осамено и без корка леп. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Јас сум Петра. Се пријавивте, ве пријавија и долго време не очекувате во срце на дланка. Да. Верувам дека имате сериозна причина за да дојдеме. Што е вашиот проблем, Петра? Нашиот проблем одам на болница, на терапии, на зрачење. Болна си? Болна сам, немам пари за на корка леп одам по таа жена, ако не е она што ме пери, што она ми помага и тетка Билијана. Инаку би останала и гладна? Да, и гладна и пат останувам. Те начекавме на улица. Да. Зошто си на улица? Нема да ги додам. Нема да ги додам. А каде живееше до скоро? Живеех в Барбарово, а на това село веќе нема човеци, там веќе разпадна и куќата ни падна само камен тоа. И тај човек што ме гледа, таа жена, и таа жена што ме гледа, они ми дадеа куќа, 5 години там бех. Во таа куќа кај нив? Кај нив, да. А сега овде, каде што доаѓаме, што е ова? Чиво е ова? Таа зети на таа жена купи 4000 евра. Ја купија куќава? Да. И после Во спротивно да не ја купеа оваа куќа, каде ќе живееше? По улиците ќе шетах и не мамна. Немаше да ги додам. И струјата ми пред да купе тај човек, исклучија ми струјата без струја. И после дали има да месец, може да има да месец, ка ми ја преклучија, ако не беше тај човек, да се замолиш и не ме ја преклучува и сега без струја ќе бех си. Како живееше без струја, Петра? Овде ли живееш? Да. Во овие две соби? Да, овде. Може ли да видиме? Може. И ја тука живеам во таа соба. Това ништо не е моје, това таа перална, една жена ми ја даде, без пари на старо. Переш ли со неа? Не перам, ја вода немам. А, немаш вода? Не. Ја зидове тук, ми се напукани црно, шпорто ми диме. Ја, тука може да падне и да се утепа. А како имаш дрва за шпоретот? За шпорето еден човек ми даде, помогна ми, вика, ако сакаш. Викам, немам дрва, ако сакаш, викам да ми дадеш, викам дрва. Слушай, вика, купикал, вика, 4000 дарки, вика. Викам, ќе ми го дадеш, така, викам, ако сакаш, нещо може да ти помогнем, някой ще викам, ако съм здрав и жива, викам, а сега викам, не можем, викам. Гледам апчиња, болна си, Петра? Да, апчина, да, пием, апчина. Од што си болна? От тумор,
сечеме операција у Штип, у Скопе на терапии бех и се запознаваме там со тетка Белијана и она ако не ми помогнеше, она се ми даваше пари за превоз и тие човек стажени што ме гледави. Немаше никако да отидеш на терапија? Немаше дек чуваш без пари. Без пари не се оде ниде. Ми кажуваш и дека понекогаш просиш за да се прехраниш. Ма просех ја некош викам на некои тие пошто са по-богатите по страните ќе им даа некои или може и 500 динара и 100 динара, колку за леп нешто, за јадене, така. Не готвиш дома? Не, немам со што да готвам. Ништо немам. И ја и вода нема ја. Од каде полниш вода? Вода панам од комшиите тука. И они ќе почнат да ми ќе кажат треба да платиш. А јас одек ќе платам. Веројатно душата ти е страдна за манџа, за чорба. Да. Веројатно само суфле пијадеш. Да, суфле пијам. И нема ништо што и некои пати и така се легнувам и без јадене. Тешко детство со тројца браќа и 3 сестри минува Петра се до смртта на своите родители. По нивната смрт животот и станува уште полош. Од кров под кров, еден ден без куфери, само со чисто срце преполно надеж. Оваа жена заминува во соседното село Сушица барајќи спас и поубав живот. И ќе најде, можеби не најдобриот човек во селото, кој ќе го отстапи кровот од старата куќа во која Петра ќе мине 5 години. Јас сум од това село, што ви кажувам Барбарово. А тука живеех така и тие човеци таму што ви викам таа жена што ме гледа, нениот свекор. Вика ќе дојдеш у мојата куќа, вика ќе живееш, вика ако нема дек да одиш. До колку години живеевте во Барбарево? Многу знам и јас. Кога го напуштивте и зошто го напуштивте Барбарево? Нема човеци веќе избегаа ни Сушица, низ Ново село и нема веќе там. Там има само, како ти кажам, само тројца има. Ама А куќата таму ваша, семејна? ништо нема од неа. Сечко е паднено. Само кабинето стоат. Ништо нема. Родители имате ли? Немаме родители. Родителите одамна ни починаа. Бевте уште како деца? Сме били на 10, нека сме били на 20 години, на 15, тука нејде. Кога ги изгубивте двајцата родители? Да. Па како пораставте сами? Полека, од тоа на тоа, нешто, некоја стока, ако не викне некој, нешто му помагаш. И полека израснавам. Школа не учевте? Не. Школа не учиме, нема кој да не... Немавме родители. Напуштиеме школото. Немаше ниту кој да ве финансира, ниту кој да ве насочи? Не, немаше. Колку браќа сестри имаш? Што имаш? Бееме ние тројца брати са и 3 сестри. Едната жена на горе бе. Во Барбарова, они си имат куќа в Ново село. И нивната падна. Внуци, и още не са ни жени. Едната во Макриево. И они са, како да ти кажам, јакто мене тук. Јас запознавам Петра како дете, мало дете, кога се роди уште. Познавам дедо и нено дедо, и имаш нено дедо и татко. Браќата еден таму иде, друго таму иде, разманаа се веќе во татко. Еден остана горе, оште Барбарово. Лани живеех кај тие човеци. Чини куќата што им разчини. Каде се тие? Тук са на таа страна, надоле така. Од ова село? Аха. Како се викаат? Од тук са. Киро шумаром. Било е неко време шумара, ама сега веќе човеку не може. Зошто ти помага тој? Рода сме.
Одно време од нашето село горе бил и он, кажу, он ми разправаше, вика, ние вика со твојот татко, вика, многу си имахме, вика. И вика, јас сега на тебе ти помогна, вика. Веројатно и те сожалува и жал му е што си сама и Да. безпомошна. Да. И ми помогна човеку, ама ја и он веќе се разболе и не може. Ја кажа сега на енекција бил, го донесели. Те пере жената која што ти дава да Да, јадеш. она ме пера, она ме пера и некој пат ја вика, ја не ми дава. До жалеме, гледам, нема што да јаде. Немат ни кашта, немат ни една, има во Барбарово само уште имало, јас не сум одил 20 години веќе. Има една кашта уште и едно школо. Во школото живее нени брат еден, таму каравиш, ама не сака, как е работа, не знам. Нивната куќа беше веќе распадна. Од таа куќа, кога распадна, почнаа да одат, избегаа народот таму, уѓаат из другите села, ујдоа Чанаклија, Висока мала, Нова мала, и кога се веќе, они, ке ќе падне таа кашта, никој не запира, ќе влегат с неа. Таа ќе падне, по таа ќе влегат. Петро, што правиш ти, маре? Одговарам, знаеш как е. И викам, јадела ли си, маре, ти? Не сам. Ако не си јадела, а јас носам во торбата, ташата што ми ја видиш, торбата шумашка торба носам, леп. Леп носам, не знам, некои чварки имаше, тие работи. Викам, ќе јадеш да ти дам малку леп? Има ако има. И јас зимам, колку таа чаша, може да имаше, зимам едно парче леп с кашу, насечам едно парче леп и давам. Јас спот. Петро, дека живееш ти сега? Јас се питам неа. Дека живееш ти, дека, как живееш? Име ние, по колиби живеа. Дури не може да, јас не може да ја упишам веќе, дека живеат веќе. Не се знаеше дека по колиби некој веќе. Добро. Ајде с мене, ќе може да дојдеш, кај мене ќе дојдеш, за живееш, да поживееш, додека настанеш по такова. Карена. Дојде тука веќе. Од тука, веќе јас гледах веќе, да не те лажам, едно 5-6 месеци. Оваа жена и покрај тоа што успева да најде кров, сепак живеела тешко. Живее и денес со минимална социјална помош која не истига ниту за лековите кои ги пие поради тешката болест, која лани ја нападнала. И иако докторот е рекол да се храни здраво, сепак таа јаде некогаш само леп, а некогаш денот го минува без ништо. Разболех се од тумор. Од тумор и после одих лани беше на операција Уштип. И там ме при операција. Од там одих за Скопе на терапија. За Струмица на преглед и за Ново село на преглед. И ми ја тука оперисана сум. Операцијата ме бола. Тук това ракта болат, неки прстите тука, ноизто ме болат. И е така. А 20 станувам, некој пат. Не може да станувам. Ја требаше падам на зрачене, кажа. Зошто не одиш на зрачење? Одих ја. Одих ја треба падавам. Кажа ми докторката, само треба да питам за кога треба да одам. Одам за Ново село на преглед са. Јапчина си пијам. Од социјалното ќе чинам малку, некаде ќе турам, да не ја потрошам. И ќе потеарам од таа жена и она ќе ми помогне. И се одних. Колку да купиш карта? Тетка Билијана и она ми помагаше. И она ми дава за превоз некој пат, така како се виждахме. И ми пушташе пари и она.
за превоз, като водех за Скопе и за Штип. И така. Како се запознавте со Билјана? Она беше в болницата у Скопе. И аз видях така на терапии. И така полек се запознаяваме се. И она ми пише, викаше за какво? За некои лекарства нещо. И аз не знам как ги кажа, викам, немам. Аз не ги знам, викам, тия лекарства, викам, ти по-знаеш. И така, и вика, дай ми броju. Викам, на ти броju ти ми се явуваш и ти се слушаме. Така се запознавте? И така се запознаваме, да. И така те пријави во нашата емисија Да. за помош. Да. И ако не беше она, аз не знам, она много ми помагаше жената. Кажа ми доктору, нищо да не работиш, не смееш да се замарваш, трябва да отмараш и да се ранеш убаво. А викам, немам пари, докторе. Како се ранам? И тя нещо, некои пат ќе запишеш на продавницата, ако немаш пари. Ама много не смееш да запишеш. Няколко и на леп да си вземеш и на пащета, така. Нема друго, што ќе вземеш. И па како преживуваш, Петра? И аз си знам как. От тоа на тоа. Кога беме по-маленки, на тоа помогни малко, на другия помогни малко, за на коралем да ти дадат. Вчера бех кај них, така малко идех и едва и говориш, човек не може вече. Кажи. Не. Дек чуеш ли аз? Пари немам, дек чуo. Ай, да? Нема динарче немам. Ай, го рада и аз. Тука правиме с усеничовец им обед. Ай. За каде те викаат, Петра? Не. Питаме дали съм уидела за ново село на пазар. Викам, защо ќе одам на пазар? Кој те прашува? Тај ми е внукка. Внук ме тера. Викам, аз защо ќе одам на пазар? Аз нямам пари, викам, дека ќе одам на пазар. И ја така. Да се динара ли ќе одиш? Толку ли имаш? Нема пари. Колко ти вземеш за лекарствата, лекарствата са скъпи и они. И за ядене ли да са, не знам и аз. За колко живееш? Социална помощ вземаш ли? Взимам малко, 2-3 ляди. Колко са толкова? 5 ли са, не знам. Много знам и аз парите не я разбирам. Толкова са. И що ти направиш с тия пари? Нищо. Що правиш ти? Що правиш ти со тия средства? Нищо не можеш да направиш. Дали за пчина ли да са, за ядене ли да са, за болница ли да са. Зошто не седиш кај браќата? Кај браќата тама работа. Треба, за них нема место и пари немат и они. Тоа помаленькиот брат туку проса на мамна нам по човече, дай некоја пара, викам нема. И од мене тера, викам немам. Одим, викам, сноваји се, викам немам. И се скаравам. И он нема, не за мен да има. Кој ти помогне, никој не ти помага. И јас терам по човеците. Шетаме, викам, дай некоја пара. Барам за ден леп, викам. Некој ќе ти даде, некој не ти дава. Има некој ќе ти каже, немам или може да ти се разписка и така. Што ти им викаш тогаш, Петра? Што им викаш ти тогаш? Горе-долу со вечна гладна. Да, сесам си. Имаш ли за готвење? Готвиш ли дома? Готвам. Што ќе готвам? Да има што, па така и така можеш. Ќе сготвиш нешто, ама нема. Со што ќе го земеш, като нема? Нема пари. Немаш ниту за супа? Нема, ништо нема. И гладен си легнеш. Ти видиш, што ти нема ништо и легни си.
Ако не, таа жена некој пат она ка ме моле доле ко одам, ќе ме моле да некој пат кај ја нема, ќе идеш долу и ќе видиш оти ја нема и ти си дојдеш тука и така. А зошто си самена? Зошто немаш пријатели? Немам. Родители? Немам родители, пријатели немам. Ништо немам. Никој не ти помага. Како е да се живее во, ето, сепак стара куќа, гледам и покривот е веќе. А може и да падне. Таа стара куќа. Можно и да падне ли? Може. Може да таа соба, не таа. Това кога се е надолу виснало, може и да се истуре. Ја и таа напукна там. Кога си спиеш и праш од ногоре, што тебе. Во куќата доскоро немаше ниту струја, ниту вода? Не, ништо немах ја. Ни струја немах ја, струјата, не знам, може веќе тука негде, дали има еден месец, може и месец да нема, ама така, ама ако не беше тај човек што ми ја купи куќата и немаше ни да ми ја приклучат, ја са ќе бех си без струја. А како се идеше во темница? Ми в темнико ја, сус нешто ќе просветиш, ја сус никој фенер нема. Некој пат сус некоја свеќа, така, најдеш и толку. Можеш некој пат и да се запалиш. Вода немаш се уште? Немам вода, немам ја. Вода немам. Од каде ги полниш шишињава? Ја тука од таа комшиката дека стихте колта, и некој пат тука, од тај комшија, таа чешма тука. Таа ти е за пиење? Еми нешто баш не е убаво за пиење водата, ама пиеме, што да правиме? Ќе згрееш вода и ти тураш горещата вода и ја така ќе се поливаш со шишина, ќе се миеш. Колку да се освежиш? Да. Нема дека ќе се избањаш, нема ни вода, ни купател, вода без вода дека не може. Куќата да ми се направи, пари да имам, и така. Да имаш еден нормален живот. Да. Да не одам по болници да оздравявам, това ми е ничего друго не. Не може да оздравявам. Кога човекот е тивок, не треба да се праша за причината. Сигурно има некоја болка, сигурно ништо му треба. Не треба да прашуваме зошто и како, само треба да помогнеме. А луѓето кои имаат душа, не се случајно на овој свет, испратени се за да го направат светот поубав и подобар. Петра Стојанова е напатена 50-годишна жена која детството го поминала во струмичкото село Барбарово. Нескладниот однос на незините родители ќе направат таа и незините браќа и сестри да живеат лошо уште од детството. Млада останува без ниту еден родител и оттогаш минува низ тешки животни лавиринти. Па еден ден, Петра одлучува да замине во соседното село Сушици и таму да си ја побера среќата. Среќата ѝ се насмевнала, еден пријател на незиниот дедо ја вдомува во неговата стара куќа каде минала цели 5 години. За жал и таа куќа ќе се распадне, па Петра останува под ведро небо. Се додека еден соселанин кој работи во странство не се сожалил и купил стара трошна куќа колку да не испие на улица. Во куќата немало ниту вода, ниту струја, па зимата таа ја минала премрзната. А Петра е сериозно болна и минала низ тешки операции последната година за да си го спаси животот. Денес со минимален социјален приход кој стигнува едва и за лекарства и за пат до болница во Скопје, таа ги минува тешко деновите. Сепак се надева дека ќе успее да ја победи болеста и со помош на добрите луѓе да го среди домот, но и дека ќе има сигурно парче леп во денот.